Председателот на државата не е така наречена англиска кралица и затоа треба да ги искористи своите ингеренции за клучни прашања на политичката сцена, наместо да влегува во улога на политички аналитичар. Експертите коментираат дека јавноста веќе се навикна да го слуша актуелниот, но и поранешните шефови на државата, во своите годишни обраќања да коментираат настани и да прават анализи, наместо да преземаат конкретни чекори. Од критики за корумпирани политичари, судии и јавни обвинители до посочување на придобивките од членството на Македонија во НАТО и фалби за преспанскиот договор. Ваквото обраќање на Стево Пендаровски беше сосем очекувано, смета аналитичарот Благојче Атанасовски. Тој по устав има своји ингеренции, односно може активно да партиципира во политичкиот живот, да влече потези, особено во надворешната политика, во пополнување на некои важни функции, како што се дел од судско-обвинителскиот совет, каде што има предлоги за уставни судии, така што председателот мора да биде многу проактивен во политичкиот живот на Македонија и исто така и тој да превзема некои работи со кои нема да се иззема од одговорноста. Многу е лесно вие да застанете и да давате критики на целокупните општествени состојби, а да немате никаква одговорност. Председателот Пендаровски постојано вели дека францускиот предлог не е ниту историски успех, ниту историски дебакл, ама сепак постојано настојува пратениците да ги усвојат амандманите во Уставот, како тоа да е единствениот проблем со кој се соочува државата. Од друга страна, вели Атанасовски, не ги користи своите ингеренции да придонесе за смирување на моменталната состојба со хибридните закани и да го свика Советот за безбедност. Апсолутно мислам дека треба да се свика тој Совет за безбедност. Не знам зашо председателот до сега не го свикали покрај тоа што се смируваа, да речеме, тензиите или напнатоста и не убедуваат нас дека ситуацијата е под контрола. Мислам дека сите клучни општествени јавни чинители кои се дел од оваа проблематика и се стручни во својот домен, треба да направат едно координативно тело под капата на председателот и апсолутно да се работи во насока на превенирање и заштита во иднина од вакви немили ситуации. Годишното обраќање на Стево Пендаровски во Законодавниот дом го одбележаа низа критики за состојбата на политичката сцена, слабите резултати во борбата против корупцијата, причините за поделеноста на народот и поларизацијата меѓу политичките елити. Една од најсилните пораки беше и онаа дека нема да има правда во државата, ако за корупција покрај политичари во затвор не завршат и судии и јавни обвинители, по повод анкетите кои покажуваат ниска доверба на граѓаните во институциите. Сепак овие декларативни изјави не ја менуваат разочарувачката состојба и не влеваат премногу надеж дека нешто ќе се промени, посебно ако се продолжи со истото темпо.